Сакам да известам дека во петокот го поднесов предлогот на закон за забрана на користењето на символот истакнуван на знамето на Република Македонија пред влегувањето во сила на привремената согласност подпишана меѓу Република Македонија и Република Грција во 1995 година и знамето што го содржи овој символ. Имено донесувањето на законот, како и има опсежен наслов, е врз основа на привремената спогодба подпишана помеѓу Република Македонија и Република Грција на 13 септември 1995 година, која беше посведочена од специјалниот представник на генералниот секретар на Обединетите нации Сайрус Венс. Потсетувам дека во членот 7 од привремената спогодба во 2 става ова прашање е третирано. Секоја страна веднаш ќе преземе ефектни мерки за забранување на непријателски активности и пропаганда од страна на агенциите под државна контрола и обесхрабрување на активностите од приватни субјекти, за кои е веројатно да се смета дека ќе поттикнат насилство, омраза и непријателство меѓу нив. Вториот став вели, по влегувањето во сила на оваа привремена согласност, втората страна ќе престане на каков и да е начин да го користи символот во сите негови форми што го истакнуваше на нејзиното знаме пред влегувањето во сила на оваа спогодба. Имајќи предвид дека во спорот што Република Македонија го поведе против Република Грција во Меѓународниот суд на Хаг, единствено прекршување на привремената спогодба беше констатирано и нотирано токму во доменот на употребата на символот, истакнуван на знамето на Република Македонија пред влегувањето во сила на привремената спогодба, со нотирање на потребата од ефектни мерки за забранување на непријателските активности или пропаганда од страна на агенциите, под државна контрола и обесхрабрување на активности на приватни субјекти за кои се смета или е веројатно дека ќе поттикнуваат насилство, омраза и непријателство. Со предложениот закон се исполнува меѓународно преземената обврска за спречување на непријателска пропаганда во нејзиниот екстензивен опсег. Целта на предложениот закон е уредувањето на ефективните мерки за спречување и обесхрабрување на таквата непријателска пропаганда во екстензивен опсег на толкување, како обврска што Република Македонија презеде со привремената спогодба подпишана меѓу владите на Македонија и Грција, а истовремено потсетувам дека со предложените законски решенија ќе се постигнат два ефекти. Прво, со предлог законот во функција на спроведувањето на обврските што Република Македонија ги презеде со подпишувањето и ратификувањето на меѓународен договор низ домашното законодавство, со што даваме на знање дека не ги изигруваме, туку дека ги почитуваме нашите меѓународни обврски и се зајакнува преговорачката позиција на Република Македонија во спорот за името. И второ, предлог законот возможува поттик на добрососедската соработка, но и на специфично и значајно ниво може да влијае на нормализирањето на односите меѓу двете држави и може да биде значајен инструмент во поттикот на меѓународно посредуваното решение на спорот за името, кој се испречува на патот на посакуваните европски и евроатлантски интеграции. Станува збор за закон кој не е многу опсежен, кој го уредува низ општите одредби, значи символот кој што се предвидува да не биде користен натаму и знамето кој што го содржи тој символ, како и сите места каде што ваквата употреба би била забранета. Ова особено го апострофирам во делот на државните институции, во делот на кабинетите на државни функционери и воопшто во јавни манифестации организирани особено од страна на државата, односно државните органи. Секако истото се однесува и на манифестациите, собирите и слично кои ги организираат политичките партии. Едноставно, бидејќи овие законски решенија се специфични, но истовремено бидејќи сме свесни дека сме во една специфична фаза на, така да кажам, решавањето на спорот за името, сметам дека со ваквиот импулс може да се засили позицијата на Република Македонија и во што е можно поскоро време да се постигне посакуваното решение, онака како што политичкиот консензус во Република Македонија и политичкиот диалог можат да го произведат. Тоа ќе мора да ги прашате политичките партии. Имавте ли консултации со некои политички партии што се во Не верувам дека консултациите би уследиле во следниот период, особено што во Собранието на Република Македонија веќе 4-ти месец се наоѓа и онаа платформа која имам предложена пред 4 месеци и која се уште е, така да кажеме, ставена со некоја форма на џебно вето од страна на председателот на Собранието на Република Македонија, се уште не доаѓа на дневен ред на Собранието. Потсетувам дека овие акти, особено актите кои произлегуваат од меѓународно преземените обврски согласно привремената спогодба која е ратификувана во Собранието на Република Македонија, представуваат меѓународна обврска на Република
Македонија и дека ниту една политичка партија нема да сака да избега од своите законски, ако сакате и уставни обврски. Господин Величковски, специфична фаза е процесот со споразумот, што подразбирате? Па веројатно е јасно од многу настапи дека можност за решение постои, но дека во основа политичките партии мора да ја преземат својот дел одговорноста, особено партиите во мнозинството, кои имаат мнозинската одговорност и обврска да го решаваат овој спор. Истото се однесува и на партиите во опозицијата. Секој од нас има адекватно на својата застапеност своја улога, своја одговорност, свое право да влие на тој процес и што е можно побрзо да се реши спорот за името, за да се реши и нашиот застој во евроатлантските и европските интеграции. Дали овој ваш предлог уствари давање на можност Македонија да преземе офензивен чекор, по кој што би требало да одговори на некаков начин околу можноста за евроатлантското интегрирање? Имате точно го нотирате во прашање. Апсолутно една од целите, како што кажав и во воведот, е токму да се дојде до позиција во која Република Македонија повторно ќе се најде, да кажеме, во поповолна позиција, особено после сите оние случувања во изминатите неколку години кои што не оддалечи од таквата поволност во позицијата. И впрочем потребни се сега многу реални, одмерени и промислени чекори кои ќе овозможат да се остават на страна непотребните идентитетски и слични прашања кои нашата домашна политика ги воведе како тема на разговорите за името. Напротив, држејќи се до меѓународните документи и до меѓународните обврски што сме ги преземале, можеме да постигнеме ефикасно и во скоро време решение. Колку вашето законско решение би било применливо ако во Македонија, бидејќи знаеме дека најмногу од диаспората се употребуваат овие символи и аналогно на ова, колку би можело да се примени во употребата на овие символи и на овој символ на спортските надпревари, бидејќи таму е најмасовна употреба? Законите на Република Македонија важат на територијата на Република Македонија. Во делот на диаспората тој ќе остане практично обврска на политичките партии кои комуницираат и кои ја користат диаспората за своите политички потреби, да инсистираат ваквиот символ и знамето што го содржи тој символ да не биде употребувано, а во делот на инспектирањето и на контролата на спроведувањето на овој закон, домашните институции имаат полно право, можност, а ако сакат и капацитет тоа да го прават. Тоа ќе значи дека всушност сето оно што се однесува на употребата на символот на територијата на Република Македонија и надлежните институции ќе може да го санкционираат и ефикасно да го обесхрабруваат. Во делот на диаспората, веројатно оние кои сакаат да ги користат услугите на диаспората ќе мора да им признаат дека погрешно ги наведувале во изминатиот период.